like you, give us a good name, use your body for the fame game. Иако бракот на Майкл Даглас и Кетрин Зета Джонс важеше за еден од најстрекните во Холивуд цели 12 години. Поради разни притисоци и тешкиот период низ кој минуваат, двојката сепак се разделува. 68 годишниот Майкл Даглас се бори со ракот на грлото, а 43 годишната Кетрин Зета Джонс има психолошки проблеми. Па затоа уште летото одлучиле дека не можат да живеат заедно, пренесуваат странските медиуми. Майкл накратко се присели во изнајмена куќа, но нивните проблеми можеа да доведат до трајна разделба, па дури и до развод. Кетрин земаше лекови и иако лековите можеа да ја помогнат, тие исто така можеа да придонесат во проблемите на двојката. Майкл изјавил дека тој и Кетрин прават пауза и дека тој со нетрпение чека да има цела една куќа како свое лично машко гнездо. Но Кетрин била решена да го спаси бракот, бидејќи таа си уште го сакала Майкл. Така дури се обидела повторно да го сближи семејството за доброто на децата. Поради Дилан и Крис, Майкл и Кетрин не се откажуваат еден од друг, но само времето ќе покаже дали тие ќе можат да ги средат работите на подолг рок. Боби Браун, поранешниот сопруг на покојната пејачка Витни Хјустон, е осуден на 55 дена затвор заради пребрзо возење во алкохолизирана состојба. Казната му изречена по третото апсење од март минатата година. 44 годишниот Браун прво во март, па во октомври минатата година беше уапсен, откако полицијата во текот на рутинска контрола почувствувале силен мирис на алкохол во неговиот автомобил. Иако во тој период музичарот бил на доброволно одвикнување од алкохол, тоа очигледно не вроди со плод. Судот поради неговото пијанство покрај затворската казна му одреди 18 месеци лечење од зависност. Пејачката Адел ја продолжи светската доминација во музичкиот бизнис и во 2012 година, а за тоа говорат и податоците кои велат дека незиниот албум 21 втора година поред е најпродаван во светски рамки. Албумот беше издаден во 2011 година, но успеа и во текот на изминатата година да се продава подобро од сите останати албум. А доказ за тоа се 8,3 милиони продадени копии од албумот во изминатата година. Веднаш за Адел се наоѓа Тейлор Свифт со нејзиниот албум Red, кој бил продаден во 5,2 милиони копии. Од друга страна, пак најпродаван сингл во светски рамки е песната Call Me Baby на Карли Рей Джепсен со 12,5 милиони копии, пошто следи Готие со Somebody That I Used To Know, која се продала во 11,8 милиони копии. Македонскиот електрогеник Кирил Џајковски го објави своето ново макси сингл издание насловено Hell of a Road. Ова е прво во серијата која ќе биде заокружена со долго очекуваниот нов албум. Оригиналот на песната е избалансирана мешавина на традицијата и современоста, енергија и опуштеност, софистицираност и уличен стил. Hell of a Road ја поседува магијата на концертните настапи на Џајковски, но звукот на бендот во живо е представен во подсврста и стегната варијанта, совршена за слушање во поинтемна клубска атмосфера. Вокалот на Т.К. Вондер го заокружува потенцијалот на песната, при тоа не одземајки ништо од нејзината автентичност. Новиот албум Џајковски го објавува под етикетата на Филтер и се состои од вкупно 5 ремикси. Ремиксите ја представуваат песната во сосема поинакво светло и му ја даваат неопходната разновидност на изданието. Првиот човек на Филтер, Трипнотик од Hell of a Road направи клубски електро брейкс хит. Брейкбит ветераните Вейс and Минс ја однесоа песната во тотално техноиден андерграунд правец, не оставајќи од оригиналот ништо освен вокалот. И конечно, едни од најпопуларните британски брейкбит продуценти во моментов, Лус Рихмус, номиниран во дури 7 категории на престојните Брекспол награди. Го заокружуваат изданието со хипнотична верзија на песната која се развива постепено и кулминира во клубски хит. Hell of the Road беше промовирана вчера, а ќе се дистрибуира преку сите водечки онлайн музички продавници и стриминг сервиси. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.